Благодарам, председателка, почитувани колеги, почитувани представници од Комисијата за жалби по односно јавните набавки. Пред нас е годишниот извештај за работата на Комисијата за жалби по јавните набавки за 2023 година. Морам да признам, технички добро скоцкан извештај, меѓутоа во суштина ништо посебно. Не е барем она што очекував јас да го прочитам, а верувам и јавноста. Јавноста сака да слушне како 60% од тендерите кои се склучили во 2023 година се склучени во 4 очи и како на секој трет тендер учествувала само по една фирма. Еден друг извештај успеав да извадам податоци за да бидам поконкретен и да пренесам што сакам да слушам од овој извештај до колегите, до вработените од Комисијата. Покажува дека најголема вредност на склучените договори без објавување на оглас, односно народно кажано во 4 очи, дури 60% во првото полугодие од 2023 година имаат склучено АД Електрани, Министерство за внатрешни работи и АД Водостопанство. На врвот на листата е секако АД Електрани, кој само со 5 договори во вредност од 212.171.080 денари или во противвредност од 3,4 милиони евра. На второто место е Министерството за внатрешни работи со склучени 11 договори преку постапка со преговарање без објавување на оглас или во вкупна вредност од 96.885.148 денари. На третото место е АД Водостопанство на Република Македонија со склучени 2 договора во вредност од 81.927.516 денари. Она што исто така значено, намален е и просечниот број на понуди по јавните набавки, кој не е содржан во овој извештај, во кој сам во првата половина од 2023 година паднал на 2,8 наспроти 3 во однос на 2022 година, што значи отсуството на конкуренција, особено загрижувачко во здравството, каде што сите мониторирани тендери во оваа област биле без конкуренција. Она што е најзагрижувачки е одлуките што се донесуваат при спроведувањето на јавните набавки не се соодветно и прецизно образложени, што фрла сомнеш врз објективноста и законитоста на постапувањето. Она што главно се однесува на одлуките за отфрлање на доставените понуди и за поништувањето на тендерите. Во значаен дел од постапките не се утврдуваат количините на што се набавува, со што се оневозможува фирмите да понудат пониски цени за поголеми количини за набавка. Со ова се овозможува манипулација и злоупотреби во фазата на реализација на договорите. Исто така значено, поништувањето на тендерите останува еден од сериозните проблеми во јавните набавки. Од вкупно објавените 11.930 постапки за јавни набавки во првото полугодие од 2023 година, поништени се 3.214 постапки или во проценти 27%. Со оглед на исклучително високиот удел на поништени постапки, во истиот период од 2022 година произлегува дека 2023 година бројот на поништени тендери се намалил за само 2%. Исто така, добро е да се спомене дека најниската цена била користена како критериум за избор на најповолна понуда дури во 95% од тендерите спроведени во првото полугодие за 2023 година. Од друга страна, во делот на тендерите каде што се бодување на понудите се користел квалитетот, воочено е дека не се користат соодветни елементи на евалуација. И покрај широката распространета корупција во јавните набавки, секторот за контрола во Бирото за јавни набавки наместо да се зголемува, се намалува. За 3 години, изминативе 3 години, бројот на вработени во овој сектор кој се состои од Оделение за управна контрола и Оделение за претходна контрола е намален од 12 на 8 вработени. Ние очекувавме, барем јас искрено, во овој извештај да видиме конкретни бројки од која причина се овие жалби, за кои институции се смета, од кои економски оператори се најчесто понесувани, за да можеме да утврдиме во кој правец да би требало да делуваме. Вака, се уште стојам на ставот дека е блед извештај каде што суштински ништо не покажува во однос на
спроведувањето на јавните набавки во Република Македонија за 2023 година. Благодарам.